Кога законите се тресат од ракав, нормално дека голем дел од нив ќе останат само на хартија. Ако со закон се определи тревата во сите паркови да биде розова, жабите да се казнуваат со 50 евра ако крекаат по 22 часот, а ѓубрето да се чисти секоја втора среда, тие закони ќе пропаднат. Секако, никој не би донел толку апсурдни решенија бидејќи е доволна една секунда за да се процени дека тие не би функционирале. За добри закони потребно е многу повеќе време и напор за да се процени дали има потреба и дали тие може да се спроведат, дали се исплатливи, дали ќе бидат од корист, какви ќе бидат последиците и дали се консултирани оние што ќе ги засегнат. Тоа се вика проценка на влијанието на регулативата или ПВР. Тоа значи дека кога владата ќе добие идеја да донесе нов закон, треба прво да процени дали воопшто има потреба од таков закон. Например, ако веќе има закон кој забранува фрлање ѓубре на јавни простори, нема потреба од посебен закон против фрлање лушпи од банани на пешачки премин. Второ, дали законот може да се спроведе? Ако продажбата на учебниците е забранета, зашто државата се обврзала да ги обезбеди бесплатно, но секоја година тие доцнат и недостасуваат, тоа значи дека владата си ги преценила можностите и треба да се преиспита. Бидејќи наместо бесплатни, учениците добиваат парталави или воопшто не добиваат учебници. Трето се консултациите. За разлика од царскиот гласник, кој вели: "Народе, чујте и почујте, царот реши", владиниот гласник многу поскромно вели: "Имам една идеја, па да ве прашаме што мислите." Граѓаните тука не треба да одговорат со "браво, така треба" или со "долу влада". Наместо тоа, тие можат да ја прочитаат идејата и да дадат конкретни забелешки на единствениот национален електронски регистар на прописи ЕНЕР. Надлежните се должни да ги разгледаат и одговорат на предлозите од граѓаните. По сето ова, откако е проценето дали има потреба од таков закон, дека тој може да се спроведе и има оправдан трошок и ефекти, и откако сите во општеството кои имаат знаење на темата имале можност да коментираат, предлог законите се доставуваат до собранието. На тој начин владата покажува дека знае што прави, ја почитува врската за спроведување ПВР и не се води од девизата "да пробаме па ќе видиме". Што се случува кај нас? Од сите закони предложени од владата во изминативе 4 години, само на дел им е направена проценка на влијанието на регулативата, а и тие што се направени често се состојат од заклучоци како "немајте гајле, ќе ја биде работава", и во нив нема доволно аргументи и факти што треба да ја убедат јавноста дека има потреба да се донесе токму онаков закон како што предлага владата. На тој начин владата не ги почитува своите обврски, бидејќи самата таа во 2009 година им ја воведе обврската на министерствата да прават консултации и проценки дали законите се применливи. Од се ова, особено е важно третото, прашувањето и слушањето на аргументите на јавноста. За жал, во нашата земја граѓаните често дознаваат за некој закон, дури кога тој лично ќе ги погоди. Кога министерството ќе одлучи дека вашиот омилен парк е земјиште од посебен интерес и ќе гради административна зграда врз него, без да ве праша, што им е дозволено со измени на законот од пред 2 години. За да се избегне ситуацијата, ама ни го протнаа законов, потребно е граѓаните преку процесот на проценка на влијанието на регулативата да бидат поактивни во креирањето на законите. Како и во многу други земји, и во нашата има можност законите да се коментираат уште додека се само идеја, но ретко кој слушнал дека има право да им се замеша во работата на оние што пишуваат закони. Луѓето почесто се потпираат на медиумите или на опозицијата да им укажат дека нешто се подметнува, што не е многу практично за случаи кога власта и опозицијата ќе се уидисаат за некои решенија, а медиумите немаат капацитет или интерес да прикажат што точно се случува. Затоа е потребно јакнење на јавната свест, уште од образованието, дека граѓанските права и должности не завршуваат со гласањето и дека граѓанинот има начин и можност да влијае на секоја одлука. Тоа е патот кон подобри закони и кон позадоволно општество.